Акутната фаза на епидемијата во Гостивар постепено се смирува, но здравствените власти остануваат во состојба на засилен надзор поради можноста од појава на нови заразни заболувања. Ова денеска на пресконференција го соопшти министерот за здравство Сашо Клековски. Тој информираше дека во последните 4 дена бројот на нови први прегледи се движел меѓу 80 и 125 дневно, но за сега не може прецизно да се утврди колкав дел од нив се директно поврзани со епидемијата, колкав представуваат вообичаени здравствени случаи. Според Клековски, повеќе годишните податоци покажуваат дека во јули во Гостивар просечно се пријавуваат околу 25 случаи на заразни заболувања, поради што ќе бидат потребни дополнителни епидемиолошки анализи за да се утврди реалното влијание на епидемијата. Во консултација со Комисијата за заразни болести е донесена одлука да се воведе здравствен надзор и во постакутната фаза на епидемијата. Посебен акцент ќе биде ставен на навремено откривање на евентуални случаи на хепатит А, хепатит Е и други заразни заболувања што би можеле да се појават по завршувањето на епидемијата. Министерот најави дека до Центарот за јавно здравје, здравствените установи и матичните лекари ќе бидат доставени дополнителни упатства за понатамошно постапување, како и насоки за информирање на граѓаните и следење на состојбата во наредниот период. Јавното претпријатие за државни патишта ги отфрли тврдењата на јавното претпријатие Комуналец Гостивар дека веќе 2 години чека согласност за поставување на водоводна инфраструктура. Од претпријатието соопштуваат дека причината за неиздавањето на одобрението е неисполнување на законските процедури од страна на општина Гостивар. Според државни патишта, во февруари 2024 година општина Гостивар поднела барање за изградба на водоводна мрежа, пошто била изготвена пресметка за уплата во износ од 16.588 денари. Од претпријатието велат дека оваа сума никогаш не била уплатена, поради што не можело да биде издадено потребното одобрение. Дополнително во март истата година било доставено уште едно барање за поставување цевковод за водоснабдување, но како што наведуваат од државни патишта и покрај изготвениот записник од надзорниот орган, општина Гостивар не ја доставила неопходната техничка документација за продолжување на постапката. Од јавното претпријатие за државни патишта додаваат дека по овие 2 барања не е поднесено ново барање, иако меѓу двете институции биле одржани повеќе состаноци. Посочуваат и дека од почетокот на оваа година сите управни постапки се водат електронски. Во тој период не е доставено ново барање за водоводната траса. Реакцијата следува откако јавното претпријатие Комуналец Гостивар претходно соопшти дека околу 600 метри од водоводната мрежа не можат да бидат изградени, бидејќи веќе 2 години се чека согласност од јавното претпријатие за државни патишта. Во меѓувреме, Гостиварското јавно комунално претпријатие доби нов вршител на должност директор. На оваа функција е назначен Алмир Даути, дипломиран економист со повеќе од 15 години работно искуство во претпријатието, кој во последните 7 години раководел со одделението за комерција. Градоначалникот на Гостивар, Вајбон Лиман, изјави дека назначувањето е неопходно за непречено функционирање на претпријатието и извршување на неговите секојдневни обврски. Заклучно со денешниот ден во Македонија се регистрирани вкупно 8 случаи на западно-нилска треска, од кои 7 се лабораториски потврдени, а 1 се води како веројатен. Ова го покажува најновиот извештај на Институтот за јавно здравје. Во текот на јули се потврдени 5 нови случаи, при што кај 2 пациенти симптомите започнале во јуни, а кај 1 уште во мај. Најновиот случај е регистриран минатиот четврток. Според податоците, 6 од случаите се автохтони се регистрирани во Скопје и Велес, додека едно лице од Скопје има историја на патување во Грција, но инкубацијскиот период опфаќа и престој во земјава. Од заболените 7 лица се мажи, а едно е жена. Најголемиот дел, односно 6 се постари од 60 години, додека 2 се на возраст меѓу 50 и 59 години. Сите пациенти развиле потешка невроинвазивна форма на болеста, биле хоспитализирани. 3 од нив во меѓувреме се пуштени на домашно лекување. Од Институтот за јавно здравје потсетуваат дека западно-нилската треска е вирусно заболување што се пренесува преку каснување од заразен комарец. Вирусот природно циркулира меѓу комарците и дивите птици, додека луѓето и коњите се случајни домаќини на инфекцијата. Западно-нилската треска за прв пат беше регистрирана во Македонија во 2011 година. До крајот на 2025 година биле евидентирани вкупно 54 лабораториски потврдени случаи и 5 смртни исходи поврзани со ова заболување.
По двете поскапувања на горивата во текот на јули од следната недела се очекува намалување на цените на дизелот и бензините. Ова денеска го најави премиерот Христијан Мицкоски при посетата на општина Илинден. Тој посочи дека цените на нафтените деривати се утврдуваат врз основа на двонеделна анализа. Новата пресметка ќе биде направена во понеделник, кога ќе се сумираат движењата на светските пазари во втората половина од месецот. Според Мицкоски, цената на суровата нафта 2 дена поред бележи пат и моментално се движи околу 85 до 86 долари за барел, што како што рече создава услови за поголемо намалување на малопродажните цени на горивата. Премиерот нагласи дека и покрај неодамнешните поскапувања Македонија и натаму има една од најниските цени на дизелот и безоловниот бензин во регионот и меѓу Европа. Последната корекција на цените стапи во сила денеска, со што според податоците, цената на дизелот во изминатиот месец е повисока за 18,5 денари по литар, додека бензините поскапеле за 8,5 денари. Пред тоа, последното поголемо поевтинување беше регистрирано на 23 јуни, кога бензините поевтинија за 3,5 денари, а дизелот за 7 денари по литар. Извршниот одбор на Народната банка одлучи да ја задржи основната каматна стапка на нивото од 4,25%. Одлуката, како што соопшти од Централната банка, се темели на најновите макроекономски показатели и проценката дека сегашната поставеност на монетарната политика е соодветна во услови на се уште присутни ризици. Од Народната банка информираат дека девизниот пазар останува стабилен, а девизните резерви кои на крајот на јуни достигнале 4,936 милиони евра и понатаму се на сигурно ниво и обезбедуваат стабилност на девизниот курс на денарот. Според најновите податоци, годишната инфлација во јуни се намалила на 3,4%, главно поради поумерениот раст на цените на храната и забавувањето на базичната инфлација. Сепак од Централната банка оценуваат дека е потребно повеќе време за да се потврди одржливоста на овој тренд, особено поради неизвестноста на меѓународните пазари. Како дополнителен ризик се посочуваат повторната ескалација на конфликтите на Блискиот исток и војната меѓу Русија и Украина, кои влијаат врз цените на енергентите, суровините и синџирите на снабдување, а може да предизвикаат и нови инфлацијски притисоци. Народната банка наведува дека домашната економија и понатаму покажува отпорност. Од Централната банка порачуваат дека и во наредниот период ќе продолжат внимателно да ги следат домашните и меѓународните економски движења, доколку биде потребно ќе ги искористат сите расположиви инструменти за зачувување на ценовната, финансиската и макроекономската стабилност. Министерството за внатрешни работи предупреди дека во изминатиот период е забележан зголемен број на фишинг напади преку лажни SMS и електронски пораки, веб страници, мобилни апликации и пораки на социјалните мрежи. Според МВР, измамниците испраќаат SMS пораки кои лажно се представуваат како известување од одделот за моторни возила или од системот Безбеден град, во кој се наведува дека примателот треба да плати наводна сообраќајна казна преку линк што води до лажна интернет страница. Од Министерството ги повикуваат граѓаните да бидат особено внимателни, да не отвораат сомнителни линкови, да не внесуваат лични или банкарски податоци преку непроверени канали. Воедно препорачуваат секогаш да се проверува адресата на испраќачот, да се користи двофакторска автентификација за дополнителна заштита на корисничките сметки. Секоја сомнителна порака да се пријави во МВР или во матичната банка. МВР појаснува дека официјалните SMS известувања за сторен сообраќајен прекршок се испраќаат исклучиво од испраќачот МВР СЦ. Задолжително содржат регистарска ознака на возилото и линкот форматот safecountry.mvr.gov.mk. Од секторот за компјутерски криминал информираат дека продолжуваат со истрагите и превземањето мерки за откривање и санкционирање на сторителите на ваквиот вид интернет измами. Силен земјотрес денеска го погоди југозападниот дел на Јапонија, предизвикувајќи голема материјална штета, пожари и прекин на сообраќајот. Според јапонската телевизија, најмалку 50 лица се хоспитализирани, спасувачките екипи трагаат по повеќе исчезнати. Земјотресот се случил во 16 часот и 27 минути по локално време. Јапонската метеоролошка агенција соопшти дека бил со магнитуда од 7,1, додека Американскиот геолошки завод ја процени јачината на 6,8 степени. Премиерката Санае Такаичи изјави дека земјотресот предизвикал голема материјална штета и дека надлежните служби се уште ја проценуваат состојбата на терен.
Според телевизијата, во повеќе делови од островот Кјушу избувнале пожари, оштетени се мостови и патишта, товарен воз излетал од шините. Најмалку 12 куќи се урнале, експлозија го погодила и трговскиот центар Аеон во Кумамото. Јапонската полиција стравува дека меѓу 20 и 30 вработени во трговскиот центар се исчезнати, откако со нив бил изгубен контакт. Спасувачките служби проверуваат дали има лица заробени во објектот, иако претходно вработените успеале да ги евакуираат купувачите. Дополнително повеќе лица се водат како исчезнати по уривањето на оџак во фабриката Јацу Уширо на компанијата Nippon Paper Industries во Кумамото. Потрагата по исчезнатите и проценката на штетите продолжуваат, велат надлежните. Председателот на Србија Александар Вучиќ изјави дека председателските избори во земјата ќе се одржат најрано кон крајот на декември годинава, најдоцна на почетокот на февруари 2027 година, во зависност од терминот на парламентарните избори. Во интервју за телевизијата Прва, Вучиќ рече дека доколку парламентарните избори се одржат во октомври, председателските би можеле да следуваат кон крајот на декември или почетокот на јануари. Ако гласањето биде во ноември, тогаш изборот на нов председател ќе се одржи во јануари или најдоцна во првите денови од февруари. Тој повтори дека има намера да биде кандидат за премиер на претстојните парламентарни избори, за кои очекува да се одржат во октомври или ноември, пошто ќе поднесе оставка од функцијата председател на државата. Вучиќ најави дека листата на владеачкото мнозинство ќе биде значително подмладена и истакна дека не му е важно на кое место ќе се најде на кандидатската листа. Воедно порача дека ќе ги прифати изборните резултати без разлика на исходот. Осврнувајќи се на политичката атмосфера, српскиот председател ги критикуваше студентските демонстранти, обвинувајќи ги дека користат методи кои претходно ги осудувале, како телефонски повици до гласачи и кампањи од врата до врата. Тој оцени дека таквите активности се вообичаен дел од политичките кампањи. Порача дека изборите треба да се одржат во демократска атмосфера и дека резултатите ќе бидат почитувани, без оглед на тоа која политичка опција ќе победи. Времето денеска претежно сончево со мала до умерена локална облачност, информира управата за хидрометеоролошки работи. Ќе дува слаб до умерен ветер од северозападен правец, кој долж поврдарието повремено ќе биде засилен. Утринските температури ќе се движат од 12 до 21 степен, додека дневните ќе достигнат меѓу 30 и 35 степени. Во Скопје сончево време со мала до умерена локална облачност, слаб до умерен ветер од променлив правец. Минималната температура ќе изнесува околу 18 степени, максималната ќе достигне до 33 степени. Според прогнозата на управата за хидрометеоролошки работи, во следните денови ќе продолжи периодот на стабилно сончево и топло време, со мала локална облачност и постепен пораст на дневните температури.